сега, драги гости, и вие гледачи пред малите екрани, следува 1 на 1 сезона 10. Вечерашни гости Мија Костова и Милена Антовска и вашиот омилен водител Жаре Жарко Димитриевски. Сезона 10 Мешевски, Гуру, Харе, Бен! Yes! Извини. Ке ти кажам ја на тебе. Читав за едно племе од Филипините. Ова е вистина. Племе од Филипините кое живее близу вода. И толку многу се адаптирало на живот покрај вода, покрај океан, што може да нуркаат дури 5 минути без да излезат на воздух. 5 минути. Ова е луѓе уште еден доказ дека човек, такво битие бе, кај да го фрлиш ќе се навикне на таа средина, ќе се привикне, ќе еволуира. Мислам, постојат и други племиња, не само овие од Филипините што се еволуирале, што се приспособиле на различни средини, например племето Амди Байрами. Тие се познати по тоа што една сезона се во друштво на лавови, се дружат со лавови, носат бунди од бизони, а друга па сезона носат ружа на ревер ставаат, знаеш, генерално. Тоа се Амди Байрами, генерално. Ама заборави да кажеш дека и можат 5 минути во Кока-кола да ѓурат. 5 минути без да излезат на воздух. Ама во Кока-кола. Строго во Кока-кола. Строго. Мислам, племето Амди Байрами се привикнуваат на сите сезони, мислам, на секакви работи. Слично како племето Канал Петовци. И они... Канал Пет. Не, ич. Сакам да кажам, нема врска, па нема што да кажеш. Голема работа. Глупости. Вака е подобро. Абе, таман работа, па ти што ти е. Да позборуваме малку за градскиот превоз. Харе, кога последен пат си се возел во автобус? Пред 2 години. Пред 2 години? Кај одеше? Од Карпош 4 до Киселавода. Киселавода. Кај Жба у Подру. Со четворка? 22А и мислам дека се најбрзи во градот. Вау! И уживав на втор кат да се возам. Тоа е добро. Значи, во Скопје, како што знаете, градскиот превоз е подобар од други градови, ама па целиот сообраќај некако е гаден. Посебно во на 3-4 саат попладне. Значи, скопјани порадо би се сликале голи, би му дале на Сергеј Варошлија да ги коментира, отколку да го трпат ужасот на скопски сообраќај. Full disclosure, ова е вистинска слика. Да, и секој нормален кој излегол малку подалеку и видел работи се прашува побогу зошто едноставно немаме трамвај во Скопје. Само извини. Повели? Подалеку мислиш на Лондон кога беше ти нешто тој или? Подалеку и во Белград да отидеш има, што па ти се. Ја за Лондон чисто ради тебе, не. А сакаше да ме рекламираш? Да. Ти благодарам, Мишевски. Секогаш си бил прекрасен. Колегата на Мешевски Коце во негово време најавуваше проект за трамвај вреден 243 милиони евра. А за време на мандатот на скопскиот градоначелник Трифун Костовски изградбата на трамвајска линија беше веќе готова работа. Повеќе од очигледно е дека не знаеме што е готова работа. Ова очигледно не е готова работа. Врската помеѓу Ноне и Рајан е готова работа. Ја да ви кажам. Толку Рајан заврши, Ноне. Сврти ги моите 6 броја, но не. Трамвајот во Скопје е се само не готова работа. Ова стана појасно во септември 2016, кога Груевски кажа дека наместо трамвај, Скопје ќе набави зглобни дводелни автобуси со дизајн на трамвај. Значи, тоа ти е како кога детето плаче пошто во школа го зезаат дека нема скапи патики, тоа пека за Адидас од 100 евра, ти му купуваш Адибас од 400 денари и му викаш, види татичко, со дизајн на Адидас. Супер! Или тоа ти исто како она кога пола МВР е вработено со лажни дипломи од средно и факултет, па луѓето таму се само со дизајн на универзитетски професори.
Да, он доаѓа и му вика дипломава е само со дизајн на вистинска, ама нема вeze. Пријави ме. Извини, јас имам диплома. Нема нешто индиректно за мене да збориш. Ти имаш диплома Имам. од Бојо со дизајн на УКИМ. Така. Да. Ах, Бојо. Но скопските грижи за превозот се мали во споредба со маките кои ги имаат некои од битолските родители, кои откако им се укина бесплатниот школски превоз, треба да плаќаат 400 денари дневна карта или 20.000 денари месечно за 2 деца. Ова се многу пари. Значи, ја кога бев во основно и имав 50 денари и можев да си купам лепи компири со сокче, со сеќав ко Рокфелер, а не па да имам 400 денари за автобус, знаеш. И плюс, превозниците одбиваат да возат, иако договорите траат до 2020, бидејќи како што велат со постоечкиот договор, немаат пари ни за плата на шоферите, а веќе им се должат 770.000 евра. Значи сега нема кој да ги вози децата во Битола, а зошто да не ги вози Бонева? И така Дик зеде 12.000 евра токму за тоа, за патни трошоци. Очигледно е мајстор на друмовите. Или знаеш што, нека вози заедно со колегите собраниски пратеници, од кои само тројца заедно имаат земено 33.000 евра за 6 месеци. Значи пари има, само зависи за што, така? Тоа е работата. Но проблемот битолски остана, решението делумно се најде во тоа што Битола доби скопски автобуси. Ја ми се фајродром ке кажеш ми дека тоа. Скопски автобуси и тоа не од тие 22А адвокатните, туку автобуси од ЈСП стари повеќе од 50 години и тоа, пази, им ги позајми на 6 месеци. Битола, ви ги даваме чувани да знаете. Значи, одржани се, баба ги возела, со сите стандарди се. Ама уствари испаѓа дека не само што не се со сите стандарди, туку се без никакви стандарди. Тие се со Евро 0 стандард. Ова е вистина. Евро 0. Замисли каков е тој стандард Евро 0. Критериумите на Битола се толку ниски, што ако Битола вработува сметководител, разговорот сигурно би одел вака. Ги знаеш сите бројки? Па не знам само 6 како се пишува. Примен се. Почнуваш од понеделник. Почнуваш од понеделник, пријател. Ова е толку лоша одлука за Битола што типот кој одлучувал за примање на 70 години старите автобуси сигурно истата одлука ја донел додека бил со Боријан Јовановски на протест. Брат, па уствари не се толку стари автобуси, не? Да, брат. Баба ти 76 години има, е неа жива здрава. О, стари автобуси. Стари автобуси. Джаме. 70 години. Растаман. Но за мене се најдобри. Инаку, само ова е шега. Значи, да знаеме, не се пушеше джоинти пред обвинителство, да знаете. Значи, дефинитивно никој не палял джоинти пред обвинителство. Да, сите дуваџи и заглавија гледајќи Netflix и јадејќи благичко, забравија на протест дека треба да... О, да бе! Протест. О, да. Но види, сепак. И за децата без превоз, и за нелогично остри притвори и казни што се даваат во државата, и за абнормално високите исплати на патни трошоци за пратеници. Значи, за сето ова и за многу повеќе стои чувство дека не постои ниту еднаквост, ниту правичност, ниту здраво расудување. А тоа е, дами и господа, темелот. Ние пред да ја креваме куќата, треба прво да ги средиме основите. Така ли е? Така. Да, што чекај, што... Ама во мое време темелите кога ги правевме јагне, колевме, ова, она. Имаме одлична емисија денеска. Две прекрасни девојки, Мија и Милена во 1 на 1. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје.
Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Голден Арт. Дом, не само стан. Погледни поинако. Не сум само празна кутија. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од хартијата и од композитот во новите сини контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Нов крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас. Слејан сум со пролета и со се во овој пот. Крали Марко, пиво за уживање. Зимувај со Савана. Искористи го попустот од минус 15% за полупансион во хотелите Иглика Палас Боровец и Катарино Хотел & Спа Банско. Или наполни ги батериите во Хотел Мир Златибор. Што и да одбереш, зимувај со Савана. Jesi mi donio ulje? Најдоброто улје за голф пет. Да си ти нормалан! А како ќе кукат с тим? Што е ова галама? Ајде шнел гости чека ручек. Ама газда така ми кажувал. Пус! Дојди сега тебе, во ја улаземе намачка со масло. Брилијантно. За наше госте увек све најболje. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Прочитај повеќе. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Оваа шанса не се пропушта. Рамстор го слави 13-тиот роден ден, а вие може да станете милионер. Со секоја сметка повисока од 1000 денари, имате шанса за добивка од 1 милион денари, 30.000 денари или 3000 денари. Рамстор, доби повеќе, живеј подобро. Волови биле, не биле коњи на поило. Не ми личеле на коњи, она ќе ми каже. Извинете. Време е да научиме нов збор. Гигил.
што значи неодолива, нескротлива желба да штипнеш нешто убаво сладко. Така се чувствувам јас кога гледам кесичка чај. Да, чај, другари, бидејќи нема ништо посладко од тоа, значи посладко е од маче со насолзени очи, од бебенце како јаде кифла или перек, од прасенце на бутано во чаша, значи чај е најгигил од се. Сладките работи сите исто ги чувствуваме и некои нешта сите исто ги сакаме. Како на пример добра шолја чај. Чајов гигил. Гигил. Да не биде она заборавив. Прекрасен аплауз. Да, Беше скоро за тебе, мислам дека. Па, пола за мене, Пола за јагнето. мене. Или за јагнето. Да. Да не биде заборавив, купете си Good Nature залихи со време, бидејќи заладува времето, имајте си Good Nature. Наши фаворити се органските чаеви. Така? Да, Зелени, да. црни, овошни, медицински, секакви. Секакви, бе. Тоа е тоа. А за потопло, поевтино и поквалитетно грејење оваа зима Еко Лайф пелет, пријатели, единствени со А1 класа и единствени кои што може да го гарантираат тоа, бидејќи имаат собствена лабораторија во Крива Паланка, македонски пелети одлични. Еко Лайф пелет за вас. Да. И ја би сакал да ги пофалам Fashionel Powered by Елена Лука, која и оваа сезона го држа стајлингот мој подобар од тој на Мишевски. Thank you. А сега, одиме со селебрити анкетата. Селебрити анкетата е многу јасна работа. Значи, прашуваме тројца познати личности едно прашање, гледаме што ни одговориле, па така ги прашавме тројца луѓе, одите на доктор и медицинска сестра ви го промашува името. Како ќе реагирате? Амди Бајрам одговори скандал, како може да ме наречеш Ауди, а не Амди, јас сум Мерцедес за тебе. Емил Димитриев одговори, вау, каква чест. Воопшто што се сетивте на мене, фала ви, ве молам останете на кафе. Ти си кажеш кој е Емил Димитриев? И третиот одговор доаѓа од премиерот Зоран Заев, значи прашањето беше медицинска сестра ви го промашува името, како ќе реагирате? Зоран Заев рече ќе си го сменам името. Не ме чуди. Кој ти беше омилен предмет во основно? Ото. Ото! Кој беше вашиот омилен предмет во основно? Пандев одговори физичко, валјда очекувано. Ѓорги Иванов одговори голем одмор. И Зоран Заев одговори обшество. Обшество. И ми јавуваат дека тука се нашите прекрасни гостинки. О, ја мислев попот дошол бе. Не. Оди ти имаш отварање темел, сигурно нешто те чека. Јагнеце, само прво пречекај ги извонредните дами, вистински ТВ звезди. Милена и Мија се тука, повелете. Мија и Милена, какви прекрасни девојки ни дојдоа. Пати да те бацам избега. Па, нели 3 пати? Како што треба, ама ни избега. И те молам следниот пат малку екранот повисоко, не можев да поминам, жене. Тоа е дека си ти висока, а јас сум низок. Овие се местени према мене. Значи према мене се местени овие. Да имаш малку усети гостите кога ќе ти дадат према нив да наместиш. Заборавивме. Инаку јас од секогаш сум сакал да те бакнам. Чекај, ова види вака малце, а? Од секогаш сум сакал да те бакнам. Помина тој дел. Немојте да... Нема Мислам, ништо нема да се случи. Инаку за волја на вистината, вистина пробав да ја бацам Мија во гардероба и еве што ми се случи. Мија се врати на телевизија со бекстејдж после пауза. После пауза со добро познат проект кој некако имам чувство дека така остави на мене баш печат затоа што сум
8 години дел од Бекстејдж, односно ова ни е 10-та сезона, ако ја рачунаме она која што ја паузиравме, ама мислам дека и Бекстејдж без мене не може вака нескромно. Добро. Чекај, Да. мислиш дека си Мија Бекстејдж за некои луѓе? Па за повеќето. Да? Мислам дека сум. Добро, за cool, повеќето, да. Барем од она што го гледам како сум запишана по телефони. Во Тоа принцип, е да. тоа. Да. Тоа е тоа. Да. Така е. Јас сум Жаре Диме такси. Диме такси. Па сега ти види. Тоа е тоа. Да, нема веќе. Имаш сега си така да речеме зафатена со прваче. Што е сериозна работа да имаш прваче. Имаш време, нема. Така. Дај малку што се случува сега, како ви се авантурите за за прваче? Па искрено многу брзо се адаптираше. Добро. И покрај тоа што јас бев поуплашена од него, мора да признам, и во еден момент на таа приредба на која што ги примаат првачињата, кога почна да ми ги брише солзите вака од наопаку и почна да ме гледа вака као кај ќе ме носат сега на колење. Да, зашто и јас плачеш мало? почнав и вака само му реков уживај, ќе дојдам по тебе, и он вака бришејки се тргна на кај училница, ама тоа беше единственото нешто како емоција што го покажа, после тоа се тичаше како што треба. Си оди, си сака Андрија, така? Да, си оди, си одлично. сака, станува пред аларм и ми вика ајде, мислам у школа сум. Да. А ти викаш чекај да спиеме. Да, ја не гледам била мачка у 7. Така е со првач. Да. Миленче, ти имаш исто така нов проект. Ти си регуларно, континуирано на телевизија, ама ова е нова емисија. Се вика Сподели проблем со Милена. Да, добро, научени се луѓето во принцип да Чим те споделуваат. гледаат тебе се жалат. Проблем со мене, да. Па ќе ме видат и да немаат проблем, одма ќе смислат. Морам нешто да ја кажам, морам. Да, така. Од утринска бидејќи се јавува, но разликата е што сега комуницирам телефонски, се јавуваат малце подоцна, поплавне. Не, значи сега функционирам со пораки, со фотографии, со видеа, да. Значи имаме Viber број, електронска пошта тука вклучено и се мора да биде подкрепено со доказ или аргумент, значи фотографија, видео. Сподели проблем, сними проблем. Покажи проблем. Значи тука може и таленти да... Апсолутно. Така што досега можам да кажам, речи си 1 месец, помина како ја почнавме емисијата, многу проблеми веќе решивме. Комуницирам веднаш со градоначалници, со директори на надлежни институции. Пар проблеми што се решиле вака што ти остануваат во сеќавање од овие месец еве дена, вака, највпечатливи. Да, првиот, ќе го Добро. паметам сигурно, беше од една господја од општина Карпуш, Добро. која што имаше проблем во нејзиниот стан, прокиснат кров или нешто така, тоа се случило додека се правела некаква изградба на соседна зграда и така натаму. А во разговор со градоначалникот Богоев, веднаш го решивме случајот, господјата ми се јави утредента, заминала кај него и тој самиот ми пиша дека бил, па, значи не е дека само ќе се реши, туку ја следиме и понатаму ситуацијата. Ти куцка навечер? Телефонот? Не, Богоев. Богоев дали ми куцка? Па не знам од како веќе се смениле броеви. Чисто онака. Леле, Абе зашто те види? Немојте, молам. Јако куцкам навечер, прашам на Netflix што да гледам. Зашо ви ја паметот таму? Не. Прашам која е нова добра серија. Еве сум пред телевизор. Не сме можности да така. Да, кажи ми некој Добро, филм само да за го гледам. проблеми. Само за проблеми. Добро. Само за проблеми исклучиво. Не. Така им реков да ме меморираат, сподели проблем, значи да не им текне на нешто друго. Супер. Не, пази, ама... Кратко те меморираат? Милена проблем? Милена проблем. Сега може ќе почнат, инаку да се навратам и да се надоврзам на преска муабетот, Милена Утринска сум ја. Милена Утринска си, да. Така да не знам дали некош ќе се смени тоа. Види, ова дај Боже да продолжи така и нека си земат и за примери други градоначалници, пошто ако веќе така брзо се реагирало од Карпош, нека бидат и другите на ниво, така? Да, значи... Сори, доврши. Има некои со кои потешко ми оди комуникацијата, па малку треба да се молиме. Чекам ден, 2, 3, па кажувам. Од таму не ми се јавија, од ваму ги чекам, ми рекоа... Овие предходните побрзи беа, а? Не знам, не можам да кажам за нив, да имав емисијата и тогаш, веројатно ќе можам да направам паралела. Али, у принцип, сум задоволна од речиси сите. Ама, Жаре, ова е сериозно, за проблеми зборуваме. Океј, ама дај сега малку да се расположиме. Кажи ми, има ли, да речам, нетипични проблеми? Има, да. Ако типични се неасфалтирани улици, прокиснати кровови, немање улично осветлување и така натаму, да.
Имаше некои луѓе кои што се жалат на нивните соседи кои што чуваат свињи или чуваат магаре се уште. Добро, а што прават свињите? А непријатна миризба. Аха, добро, Пречат. кул, Не треба да добро, бидат добро, тука, и разбирам. така натаму, и така натаму, да. Иначе со свињеве не се реши веројатно, или? Мислам, што треба Не да... можам. Не бе, ме интересира. Не, јас се слушнав со градоначалникот наискрено. И таму? Нормално. Милена, ти си звер. За мене сите проблеми се еднакви. Сега, ако на човекот му е тоа Знаеш дека- најголем проблем, јас гледам Знаеш дека после ова било кој што има проблем општински тебе ќе те вара, без разлика дали на емисија или не? Да, ама јас кажав уште на почетокот, не ветувам дека на сите ќе помогнам, ама ветив на сите дека ќе се обидам да помогнам, да не мислат дека јас сум семојкне или сум сут или Каков некој. чекор кон влегување во политика, ова не си свесна. Ови не знаеш. Ама добро. Кул. Мија, сакам да те прашам за... Чекај да се пресрамам. Сакам да те доаде за тоа. Прекрасно. Кажи ми, идејава, идејава, нормално дека е твоја, ама... Чеко, свари се надевам. Ја Порнхуб често. Да, и си викаш. Си викам видео, човече, добро колку се- изгледа. Да, идејата е секако моја. Добро. И каде е надградено? Мислам... Во горниот предел, Во се горниот предел? шегувам, да. Искрено да ти кажам, никогаш не размислував дека тоа ми е кој знае каков недостаток и дека тоа кој знае колку ми пречи. Па не беше лошо и претходно. Кога си ме видел последен пат? На Playboy? Па да. Чекај да зирам. Зошто да не? Добре. На Playboy ниту имав 30 кила повеќе, ниту имав дете родено. Добро. да. Држи, добро. Сепак сметам дека ако едноставно нешто не ти се допаѓа, Така. треба да го смениш. Зошто да не? Сега. Со оглед на тоа што таа операција сепак чини, Добро. значи не е тоа нешто што може да си го дозволиш Тука е кога ќе ти поевтино текне. странство или поскапо? Па Како јас доаѓа? каде што ги направив градите, односно во Систина која што Добро. соработува со Фабијан клиника од Словенија, цената е горе-долу иста како во Белград, околу Кај се движи? 4000 евра. 2 по града. Околу да. Па да, ако немаш, Па да, така ако доаѓа. немаш можеш да ставиш една у септември, па да собереш пари, па да ставиш другата следниот септември. Why not? Одлично. Да. Да, имам пари за зимање у април. Сега една. Кул. Слушај ти запишувај ова. Мислам, Јас се памтам, мија така да слова добро. нешто. И Ако имаш проблем за собирање пари, некогаш да ми да, сподели. А боли ми ја? Мислам, не знам, може е глупо прашање. Не знам, а? Па, види, од сите оние кои што ги слушав пред операција и после операција, Добро. зашто нели собираш искуства, ти е малку страф се работи пак за хируршка интервенција, не е тоа 5 минути работа. Многу зависи од толеранција на болка и сите ние тоа различно го прифаќаме. Јас искрено бев малку лигла, мора да признам. Иако сега од овој аспект некако ми е се тоа забораено, 6 месеци се поминати, па може да кажеме 1-2 недели така непријатни болки, ама мислам дека апсолутно вреди за тоа што си го гледаш до крај на живот. А после трета недела, значи како твои да се. Така, тоа е тоа. После месец дена се више као твојта. Готово, тоа е тоа. Спијаш на стомак. Харе, па ваljda нема да заигра дома. Ова беше спонтано. Мија, се менуваат погледите после тоа? Осети така? Па, во принцип, затоа што јас многу јавно излегов со целата приказна, заради тоа што неа ни кажав приказната дека сосема случајно ми влета таа соработка со Фабијан клиника, инаку веројатно немаше ни да се решам да го направам тоа сега. Прво од финансиски аспект, еве ако сме искрени. И да, често ми се случуваше дека дури и со жени, со мажи која застанував да се поздравам на улица кога ме видеа, така малце као шо преш добра си. Од тука надоле. Ама мислам дека не бевме сложни околу големината на самиот старт, ама се испостави дека неговата Како бираш перцепција. големина? Не, сериозно, во Така. БЦД, како иде тоа? Така. Double D, како се Не, вика се тоа? работи, добро, тоа е веќе корпа. Ако правиме муабет за корпа, сега окей. сум C корпа, да Добро. речеме. Меѓутоа, кога имаш преглед таму, тогаш се работи за 375 C.
Тоа се Што значи као тоа? милилитри, како му доаѓа. Ајде, 375, значи збориме за... Значи, Колку слаба собира? четворка. Ако Цеце има 5, или Карлеуша има 5,5. Добро, ти колку си? Јас имам слаба четворка, накај 4. Требаш иште малце, Не, да. Добро, добро. Ама, сметам дека со се што правам на себе за подмладување, конкретно, нели, сите знаат дека користам и филери, и ботокси, ми беше важно исто така и градите да не ми ја сменат Да не се љутат. физиономијата. Не, да не ми ја сменат физиономијата, ми беше многу страв да не се преголеми, па да не си премали затоа што кога веќе ја трпиш магат. Па мислам дека се таман. Одлични се веруе, значи супер, супер. Лемше, ти, да речам, знам од претходно дека ти стига многу непристојни пораки. Ти пушта лудаци секакви работи, а сега веќе си, знаеш, семен човек, да речеме, или така си во брак, имаш прекрасно детенце, Лана Марија, Да. се викаше, така е. Ме интересира дали престана овие работи од како ете заплива во брачни води, па вика неаме што да ја бркаме, тоа е толку. Се намалија едно време, да ти кажам, кога беше баш актуелно Одлично. тоа дека се зема, се намалија. Ама едно време. Едно време. Има. Не толку многу како порано, искрено, А сопругов ама има. ги гледа? Да, ги покажа? да. На некои се смееме затоа што некои се смешни. Тебе во емисија ќе ти кажа дали ги. Да, нели? Ствари он не ги гледа. Имам среќа што маш ми Милена не вика е. конечно ја да споделам проблем негде. Јас знам, пошто мене никој не ме слуша кога јас имам мака. Не е љубоморен. Ето го. Тоа е добро. Да? Од тој аспект. Прекрасен. И, да. И знаеме заедно некогаш да прочитаме, да се насмееме, дури некогаш го интересира, дај бе нешто кажи што има ново, нешто да видам, да Дај некој прочитам. трач. Кој ти се пушти. Да. Така да тој аспект ми е супер. Добро, значи нема глупости, Немам полиции и такви работи, не сме до толку, така? Тоа беше... Тоа помина. Помина. Добре, Кажував, најбоше тогаш никош да леле не се кјути. врати. Да. Не можам. Немам време сега по полицијата, молам. Немој. Мислам, можам додам да прашам за проблемиве на луѓето, са не за моиве Во проблеми. полиција да, екзекли, додиш за туѓиве да ги решаваш. Да. Така си е. Мија, сакам да те прашам тебе за сега, бидејќи збориме за браков, ти едно време беше доста честа на Facebook со дечкото. Така, поставуваше доста сликички сега, вистина е. Нема начин. Добра. Сега поднамали малку. Добра. Да се скаравте, што е работа. Да. Вау! Некој се смее прегласно, а не е во студио. Значи, како препер е Фейсбуков? Виде? Окей сме или што? Не. Окей сме. Окей сме, да, добро. Окей сме, ама едноставно многу различни луѓе. Јас, например, функционирам сериозно, не знам да функционирам ако не е тоа јавно едноставно. Не знам, мене ми е дел од животот тоа. Мене ми е Тоа е дефолт. сосема нормално да се сликам дека сум снимала тука денес, дека сум отишла, не знам, на плажа негде. Има некои луѓе кои што тоа едноставно не го поднесуваат. И јас го почитувам сето тоа и веројатно заради тоа е тоа така. Заради тоа што има луѓе кои што едноставно не можат да се носат со сето тоа, особено некога ќе се превземе слика, па ќе излезе тоа на портал. Има луѓе кои што не можат да се носат со јас, реално не што не допира до мене, него некогаш не ги ни отварам. Го читам насловот и не ни отварам да прочитам што напишале за мене. Ама некогаш се такви мрсни насловите. Некогаш да, и па не те ќе тера го да видам прочиташ и... како што е работа. Не. До таму стасав со само контролата на таа тема, пошто Не ни многу отвараш? често некогаш не отварам. Да. Добро, па ти доаѓа друг да ти пише, леле види што пише. Да, па ќе ми се случи, значи јас во принцип него ни фаќам тоа на портал дека излегло и гледам 4-5 инбокса со истата содржина и точно знам дека е некоја тешка глупоштија, односно дека е извадена од контекст. Не знам, типа сум врзувала кондори или како се ова Мија, задницава и тоа и па да, реално така излегуваат насловите, нема Фото или фото плюс видео? Фото плюс видео. Тоа е секогаш најакото. Фото плюс видео е најбитно. Така да од тој аспект сметам дека треба да се цени како се осеќа другиот. Апсолутно, и ако не сака такви работи, нема што да... Апсолутно, ако не сака, едноставно не сака и тоа е тоа, пошто сериозно... Кај мене девојка ми ме тера цело време сликате, викам, не сакам, јас сум као дечкото на Мија, мислам, те мола. Сериозен проблем има, жаре. Ќе го споделам кај да.
Ти, Милена, си позната по тоа што многу брзаш, бидејќи такви ти се роковите и со утринската и се цело време мораш да си во брзање да стигнеш на емисиите во живо се, нема тука каснење такви работи и за тебе ми имаат кажано дека често пати цело спремање за етер го правиш во кола, генерално. Што би рекло, ти се возиш и не ретко може да те видиме, пример, нашминкана со пола, онака, едно око нашминкано, другото го правиш на семафор и ти некој го гледаш и кажеш Милена она и она ти се врти. А ја мислам дека никој не ме гледа. Не, те гледаат. Те гледаат. Да, вистина е тоа. Ми се случува, да. Ми се случува затоа што колку и да сум организирана, се случува како и на сите други да некогаш стварно 5 до 12 тргнеш негде, а емисија во живо како што кажа и ти, морам. Значи на семафор едно толку, па другото, па Кармин. А среќа сега во аеродром сум, па стигнам до Канал 5, има едно 20 минути, и косата можам да се испенирам, имам време. Снимам 4-5 Да. Како правиш ми? Стварно бекстејдж како се снима? Па бекстејдж во принцип се снима по 2-3 емисии во ден, знаеме некогаш да снимаме со оглед на тоа што некогаш има и актуелности кои се од текот на денот, па тогаш може и да се преснимува некоја најава за да тоа се пушти денес ако е некоја битна промоција или не дај Боже in memoriam, нешто такво. Добро. Ама и тоа е се нешто случува што се случува, така да во принцип се координираме некогаш 2, некогаш 3 емисии, така да имаше муаве да менувате водителски двојки такви работи или си се знаеше дека ќе сте вие двајца и тоа е тоа? Па не, Миро е реално новитет во бекстејдж, односно е вратен после долго време, после 5-6 години. Миро долго време беше во Дубај, не ни беше во Македонија, али беше од првиот состав на бекстејдж, па веројатно таму идејата да се врати во новата сезона. Значи не беше ти во комбинација со некој друг? Не, јас бев последните неколку години ми се менуваа колишките, беа исклучително убави млади девојчиња. Да признаеме. Да. Супер беа. Иначе не знам дали знаеш дека баш од таа причина и од причина што многу често новинарите кои што се нова сила во бекстејдж, така беше и пред да завршиме последниот пат, а и сега се далеку помлади од мене, па имам надимак баба во редакција. Тебе некој баба да те вика? Стварно сум постара од сите околу 10 години. 12? Па не, ама јас, туку што напунив 34. Па добро, бе, Мија, па добро. Да, така да сум дефинитивно една од најстарите во редакцијата. Дадичка. Дадичка, баба ме завика, да. Затоа што веројатно и многу од водителките кои што доаѓа последната, бевме стварно со децениска разлика. Па сериозно. И стално им викав на камерманите, ајбе понатаму оди, видиш како е она испеглана, ја не сум оди понатаму. Да. Снимиме мене. Ја не се плашам, дојди поблиску. Некако така излезе дека и од мене учеа девојчињата. Во принцип, ете презентерство, пошто мојата може и не е некое водителство кој знае какво, затоа што реално се работи за најави од 5 секунди и тоа е баш класично. Види, ама и да е така, подобро во тоа да си најдобра. Апсолутно. Така, имаме нешто интересно за тебе подготвено. Нешто во тој стил да направиш, но ај чисто да ве држиме во неизвестност, ќе пуштиме реклами, ќе пуштиме мала пауза, па да се вратиме. Мија ќе изведе топ 5. Не ви кажуваме зашто, значи Мија ќе прави топ 5. Одиме. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ќе изведе оваа точка што ја викаме топ 5. Значи, овој пат имаме топ 5 знаци дека стануваме Северна Македонија. Значи, ова се топ 5 знаци дека стануваме Северна Македонија. Бумбарче, одиме, драм рол. Топ 5 знаци стануваме Северна Македонија. Број 5!
Луѓето стануваат се поладни. Се почесто на месенџер добиваш само син. Се поладни луѓе. Топ 5 знаци дека стануваме Северна Македонија. Број 4. Преминуваме на зимско сметање на времето за секогаш. За секогаш на зимско сметање на времето. Број 3. На Шар планина се појави првиот снег. Ова е Северна. Северна е. Топ 5 знаци дека стануваме Северна Македонија. Број 2. Надвор е ладно, ама односите со Грција ни се затоплени. Број 1 причина дека стануваме Северна Македонија. Како знаеме? Си го знаеме столчето во НАТО. Ке седиме до Норвешка. Гледаш ли, за ова зборувам. За ова зборувам. Станавме Северна, човече. Се заработува ли од Инстаграм, дечки? Вие сте за мене едни од така, највлијателните, можеме да кажеме? Како оди таа работа? Ми сакаш јас? Така. Може? Нели како постара? Да, како постара. Се шегувам. Сметам дека во Македонија тоа не е толку добро развиено, како што е да речеме многу блиску во Србија или во Хрватска или некаде било каде. Сметам дека највлијателни, ако броиме по број на фоловери не сме, особено не јас, не знам, за Милена не сум ја проверила. Скоро време. 15.000. Да, така нешто, да. Има и повеќе. Да. Да, меѓутоа сметам дека... Ама знаеш на Фејсбук колку има? Опај си! Фејсбук малце рикна, сега да не се лажа. Војна меѓу инфлуенсерките. Фото плюс видео. Добро. Сметам дека фидбекот од тие 3-14.000 фоловери е навистина многу голем. Се радувам што е тоа така. Иако знам дека и ми е најважно дека немам купени фоловери, немам лажни фоловери, и тоа е исто многу важно. Да се случува, мислам, македонски мислам дека имаат... да. Мислам дека да. Тоа се гледа најлесно и најпросто по процентот на лајкови кои што ги имаш на фотографија, реално. Ако на 13.000 имаш 1500 лајка, тогаш е непоимливо на, не знам, 200.000 фоловери да имаш 3.000 лајка, например. Или 400. Просто, најпросто. Многу е лесно да се купат фоловери денес, ама мислам дека во принцип... Добро, како оди таа работа, сериозно не знам. Мислам, многу кај е се просто, обраќаш? многу е на просто. интернет Да, наоѓаш? да, How to buy followers on Instagram? Да, апсолутно. има. Има, ги купуваш фоловерите, сега имаш и живи фоловери, и тие што може и да дури да ти коментираат, да ти лајкаат, да. Пазар на Малку се македонски ќе поскапи. пишуваат. Па може и без, зашо? You're Зашто да не има на gorgeous. македонски? Добро, да, ќе се пише може, така. да. Such a beautiful lady. Such a beautiful lady. И они стијата на копи пейст на милиарди. Тоа е работа. Програма некоја тоа работа. Тоа е виетнамец, мора да се преживее. Да. Добро. Така да искрено мене ми се наметна многу непланирано и се почна многу наивно. Се додека не сватив дека ете имам некој круг на луѓе кои што ме следат и стварно е многу чудно, јас барем тоа сум го забележала дека некако сами се селектира и дека не работам нешто што јас не го поддржувам или не го правам или не би го користела, да речеме. Одредени брендови препознале лик преку кој што сакаат да работат, бе, добро, нормално. И многу ми е драго што дел од нив се, не знам, дека сликам за Дискверт или сликам Брайтлинг саати, значи за мене тоа е апсолутно Прекрасно. ми е навистина многу кејф што е тоа така. И мене фризерско студио Ерхан ми е кејф кога го рекламирам. Ми е прекрасно. Така да, Милена се засмее. искрено во последнава година ќе мора да ти признавам дека освен со бекстејдж не работам со ништо друго и стварно ми е едно големо уживање се тоа што го правам. Чекај, тоа значи дека преконо работеше повеќе работи одеднаш? Да, по 100 работи одеднаш. Колку најмногу си имала онака кратко? Значи си снимаше на телевизија? Да, хонорарно сум работела се што ќе ми се понуди. Ама во исто време, Во исто време и плюс полно работно време. Во последно работев како дел од тимот на Херду кај Адам Урисхамзич. Значи во фризерски салон и плюс 8 часа водиш... работно време, водев бекстејдж и плюс работев хонорарно се што ќе ми се допадне да го завршам. Добро. Да речеме на селфи, колку селфија правите за да сте сигурни дека имате едно перфектно? Колку
Па, едно 5-6 сигурно. Така? Некогаш од прва, знаеш како ми Некогаш, да. испаѓа жаре, од Ако прва. си го знаеш аголот, Нели? ама пошто се сликаш цело време, си Да, го да, знаеш аголот. Има врска и телефон, да ти кажам Има право. врска и телефон, Еве, например, има врска и до денот, бе, да не се жаре, не ти е фалам. денот некогаш за сликање. S9 плюс зедов, да не се фалам сега, ама ова селфи, значи тоа е тоа. Таймер се се, пријатели, S9 плюс. Некога викање со тајмеров, знаеш дека некогаш на работа, пред емисија. Ако сите се зафатени, си местам тајмер. Трчам да се наместам, ќе се сликам сама. Ма не се приметува тоа на сликата. Имам машко прашање, кое во исто време и женско, значи гледайте сега. Значи, шо кажав? Универзално дека е прашањето. Океј. Вратете се назад, знаеш, еве, океј, ти си во врска, ти си во брак, whatever. Вратете се назад како за девојка, како треба да пристапи, пак да биде културно права муавет, а да му даде до знаење на дечко дека му се допаѓа. Која имавте ли тактика порано или нешто такво? Бидејќи ова е сериозна работа на која што Девојката на дечкото, да му речеме, даде знак. Многу девојки би сакале да чујат од ете вакви убави девојки како вас, знаеш. Каков знак сум давала на некој да, кој ми се Што допаѓа? тактика си имала, а при тоа да биде, нели, културно, Па јас во принцип сум максимално природна. Што значи тоа? Па Му пушташ пијачка. најчесто да, не се шегувам, него сметам дека природноста и тоа што ќе го погледнаш поинаку, да речеме, или ќе се насмееш поинаку. Како сега да ти одглумам како јас го сум гледам? дечкото. Па не. Еве сум, дајте ми ја укрупен кадар, ај баш да иде. Еве, Па си бркам работа. Малце бе да бе као. бркам А работа. чекај, не се знаеме? Не се знае, бркам работа. Ајде, еве Па сум. ништо бе малце, па мораш да ме погледнеш малце, не можеш нас да му да гледаш цело време. Се вртам, еве сум. Еве сум. Океј сме? Не, најчесто не наидувам на тој поглед. Геј сум у случај. Океј. Онда ќе ми станеш најбољи другар. Да? Да. Одлично. Не. За крај да ве прашам, бркате трето дете или дека не едно сте за сега? Полека малце. Не? Полека, тама се Остануваме за сега вративме тука? во форма. Не, тоа со Милена зборете се. Да си правим. Ќе биде пежара, зашто да не? Јас сакам да споделам проблем. Јас сакам со Мија едно детенце. Good nature чачиња, дами и господа. Аплауз за Мија и за Милена. Витаминка имаме. Заедно и за Мија и за тебе. Океј, девојки, прекрасни сте, супер сте, знаете дека ве обожаваме и да ни се вратите, се надевам наскоро пак, дали со освежување на постоечкиве проекти или нешто ново, оставаме на вас, ама беа прекрасни како и секогаш. Мија, Милена, благодариме. Благодарам за време. Крајот на уште еден. Харе па да запееме, што би се рекло. Да, инаку овој дел ние го викаме буквално преведени хитови. Значи, за што се работи, веќе можеби знаете, имаме странски песни кои што сакаме да ги направиме во македонски стил и ние што правиме? Буквално ги преведуваме. Дајте некоја рандом numera да видиме што ќе ни се погоди. Чекај. Ова е премодерно за луѓе кои не слушаат Дрейк. За нас, например. Чекај, Дрейк. Kiki, do you love me? Da-na-na-na, da-na-na-na-na-na-na-na. Океј, само да размислам за текстот, Kiki. Одиме. Kiki, дал ме љубиш, дали возиш, кажи дека нема да ме оставиш, зашто? Ја те сакам и ми требаш и доле сум за тебе секад, кабе, ал ме љубиш, дали возиш, кажи дека нема да ме оставиш, зашто? Ја те сакам и ми требаш и доле сум за тебе секад. Гуру Карабен! Ова беше нова... Следна недела! Take it away, Guru!
од ПКБ-ти. ПКБ-ти. Ви оставиле паштети, бе? А не знаат дека има наградна игра. Што треба да направите? Одете на Facebook на страната на ПКБ-скоп, видите го бројот 149-941 и пратете текст со содржина. Тарава, број на фискална сметка, минута, час. Тоа е тоа. Чао, дечки!